Никола Груевски очигледно не сака да биде искрен со македонската јавност. 2 дена му даваме шанса да излезе во јавност и да каже јавно за 1.500.000 евра кеш кој ги зел од газда Нини, за неплатениот данок од 225.000 евра и за криминалната офшор мрежа што ја краде Република Македонија. Ако беше чист, Никола Груевски ќе излезеше уште следниот ден на пресконференција и лично ќе објаснеше што се случило, а немаше да се крие зад партиски соопштенија. Никола Груевски, зошто ти не одговориш на поставените прашања? Туку стигнуваат некакви панични соопштенија од Центарот за комуникации. Од каде би знаел Центарот за комуникации дали ти си зел 1,5 милион евра во кеш од газда Нини? Излези и одговори, не ги вмешувај твоите соработници во калта во која си потонат до гуша. Никола Груевски, не мора да се закануваш преку соопштенија со тужби. Еве, јас те повикувам да ме тужиш. Кога веќе бегаш од мене на дебати, нема проблем, ајде да се сретнеме на суд. Ама ти лично да се појавиш на судењето, не да се криеш и да биде јавно со присуство на медиуми и наблюдувачи. Па сите нека видат која е вистината. Ти било тешко да ги сватиш прашањата, не биле разбирливи. Биле измислици и халуцинации. Еве прашувам појасно здравје. Ако се ова измислици и халуцинации, зошто тогаш Груевски издаде ембарго на сите медиуми што ги контролира да објавуваат информации за случајот и за моите пресконференции? Од што се плаши Груевски ако ова не е вистина? Зарем, господине Груевски, во 21 век веруваш дека ќе ја запреш вистината со цензура? Тешко ќе ти успее таа работа. Знаејќи каков мрак создаде ВМРО ДПМН во медиумскиот простор во Македонија, низ целиот материјал и сите докази ги преведовме и уште од денеска детално ќе ги запознаеме и представниците на меѓународната заедница и странските медиуми. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денеска ќе ги отстрани сите сомнежи околу тоа што и како се случило. Ќе објавиме аудио снимки од разговорите на кои под наредба на Груевски е договарана операцијата продажба на Македонска банка АД Скопје. Му се заблагодаруваме на загрижениот граѓанин кој поради својата совест решил да не ги достави овие снимки и ги охрабруваме сите граѓани кои имаат вакви или слични докази за криминал во власта да не ги достават, зашто покажавме дека ние доказите не ги користиме за да се пазариме со Груевски, ниту да калкулираме, ниту да оценуваме, туку ги објавуваме во интерес на вистината. Една работа е повеќе од јасна. На Никола Груевски не му е државата пред се, туку партијата, а со конечна цел негова лична заштита и заштита на фамилијата и бизнисот. Во Македонија не постои држава, не постојат институции на државата, не постои поделба на власт, постојат само интересите на партијата и на фамилијата што ја раководи таа партија. Сега на сите им е јасно зошто Груевски не дозволува да има фер и демократски избори. Си се чува себе си. Подсетувам дека за криминални продажби на банки во затвор веќе има поранешни премиери од регионот. Насекаде во регионот се случија промени. Во Хрватска, во Србија, во Бугарија, во Албанија, само во Македонија криминалната мрежа ја турка државата во целосна диктатура и пропаст. Ги повикуваме надлежните институции да не чекаат наредба од Груевски како да постапат за случајот во кој тој ја игра главната улога. Многу афери досега беа заташкани. Ова нема да дозволиме да биде заташкана. Го повикуваме господинот јавен обвинител Зврлевски да заборави на ромските балови и другите забави на кои другарувал со првите луѓе на власт. Веднаш да отвори истрага за случајот и да бидат преземени сите мерки кои би биле превземени за секој друг граѓанин на оваа земја во истата ситуација. Дозволете ми конечно, како човек, а не како политичар,
да го прашам Груевски една работа што мене лично ме вџашува. Па добро бе, Никола Груевски, како сте можеле да влечете пари од офшор компании, газди на Македонска банка, дури во деновите по загинувањето на председателот Борис Трајковски? Имате ли малку срам, морал, човечност? Кога целата нација беше во болка и во тага, очигледно само бизнисот на фамилијата не бил завеан во црно. Почитувани, сосема на крајот. Поради ова што се случува изминативе 2 дена, сакам и најдиректно да му се обратам на Груевски. Престани да ми се закануваш мене, на моето семејство, на моите блиски и на луѓето од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ако ова не е вистина, зошто тогаш закани да запрам и да не продолжам? Зарем веруваш дека ако мене ме запреш, вистината ќе остане за секогаш ваша фамилиарна тајна? Па нели ти тврдеше дека вистината е како шило? Кога тогаш ќе излезе на површина? Еве ја, Никола Груевски, излезе на видело вистината за твојата честност и патриотизам.